Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денешната епизода ќе ја започнеме со обработка на Псалм 67, кој всушност е еден од најкратките псалми со пророчка содржина. Истиот се состои од 7 стихови. Верувам дека бројките во писмото имаат одредена символика. Например, бројот 7 во контекстот на писмото важи за број кој означува некаква целина или комплетност. И тоа е една од причините зошто некои толкувачи на писмото велат дека бројот означува и совршенство. Во овој псалм ни е откриена Божјата крајна цел за оваа земја. Тоа покрај другото, значи дека во овој псалм се зборува и за Божјото царство. Некои толкувачи на писмото го нарекуваат овој псалм мисионерски, односно во него се зборува за тоа како сите народи треба да го спознаат Бог и да веруваат во него. Тоа е една од главните теми во Стариот и Новиот Завет, односно идејата дека Бог уште одамна најавил дека ќе им се открие на сите народи и токму тоа и го стори преку доаѓањето на неговиот син Исус Христос. Во Новиот Завет се вели дека луѓе од сите народи ќе му се поклонат и ќе го слават низ вечноста. Она што сакам да го напоменам пред да почнеме со читање на овој псалм е дека овие зборови не и се првично дадени на црквата, туку на Израел. Да, и црквата денес може и треба да извлече важна поука од се што е запишано во Стариот Завет, но полезно е често да се подсетуваме дека овие зборови првично му беа дадени на Израел. Едно многу важно правило, кое исто така треба да го имаме на ум, е дека целото писмо е дадено за нас, но не ни е дадено нам. Дозволете ми да го покажам тоа со еден пример од писмото. Во книгата Откровение, Господ Исус преку апостолот Јован Богослов им праќа писма на 7 цркви кои се наоѓале во денешна Турција. Тие писма се директно упатени кон верниците од тие конкретни 7 цркви. Но, во секое од писмата Господ Исус вели: кој има уши, нека чуе. Што значи тоа? Тоа значи дека ако имате уши и го слушате неговиот глас, тој ви се обраќа и вам, и таа порака има важност и за вас денес. Односно, таа порака може и треба да најде примена и во нашиот контекст. Да се вратам на псалмот кој наскоро ќе почнеме да го читаме. Во него се зборува за тоа како народите треба да го слават Господ. Изразот благословине се појавува 3 пати, а изразот да те слават 4 пати, а зборот народите се спомнува 9 пати. Кога авторот зборува за народите, тоа се однесува на нееврејските народи. Тоа значи дека во овој псалм авторот бара од Бог да го благослови израелскиот народ, а преку тој благослов сите останати народи да го спознаат Бог. Ова е навистина прекрасна и несебична молитва. Бог ја исполни кога го прати неговиот син Исус Христос на оваа земја. Почнуваме со читање. Стих 1. Боже, биди милостив кон нас и благословине, осветлине со лицето свое. И во некои од претходните псалми се сретнавме со идејата за Божјото лице. Според некои еврејски религиозни учители, фразата Божјото лице се однесува на Месијата. Некои од вас кои подобро ја знаете Библијата, сигурно ќе се сетите дека пред израелците да влезат во ветената земја, Бог им даде заповеди и принципи според кои треба да се водат, се со цел престојот во ветената земја да им биде благословен како на нив, така и да биде еден повик кон верата во Господ за околните народи. Во книга Броеви, глава 6, стихови 24 до 26, забележете како Господ им вели на израелците да се благословуваат едни со други. Таму читаме: да те благослови Господ и да те чува, да погледне кон тебе Господ со светлото свое лице и да те помилува,
да го сврти Господ кон тебе лицето свое и да ти даде мир. Според некои толкувачи на писмото, овие стихови зборуваат за троен благослов и со тоа се еден вид на слика за Светото Тројство. Како што Господ им кажа на израелците да се благословуваат, покрај другото со зборовите да го сврти Господ кон тебе лицето свое, така и авторот на овој псалм бара Господ да го осветли Израел со своето лице. Стих 2. За да се спознае на земјата патот твој и меѓу сите народи спасението од тебе. Ова беше молитвата на авторот на псалмот, а и ова треба да биде молитвата на секој искрен верник. Луѓето да го спознаат Божиот пат и да го искусат неговото спасение. Не велам дека не треба да бараме и други нешто од Бог, но еден од главните копнежи на верниот човек треба да биде спасението на оние кои се уште живеат во грев. Кога авторот зборува за тоа дека земјата ќе го спознае Божиот пат, тоа не се мисли на планетата Земја, туку на оние кои живеат на неа. Се разбира, тука сакам да напоменам дека нема сите луѓе да се спасат. Ќе има и такви кои тврдоглаво ќе одлучат да останат на патот на гревот и беззаконието. Но, како христијани, ние сме повикани да се молиме за оние кои ги познаваме и со нашите животи да им покажеме добар пример, со цел да им дадеме повод да поверуваат во Господ Исус Христос. Забележете што се вели во стиховите 3 и 4. Да те прославуваат народите Боже, сите народи да те прославуваат. Племињата нека се развеселат и нека се радуваат, зашто праведно им судиш на народите и ги водиш народите на земјата. Кога Господ го повика Аврам во книга Битие, глава 12, стихови 1 до 3, читаме за тоа како Господ му вети дека преку него ќе бидат благословени сите народи на земјата. Кога Господ Исус Христос дојде на оваа земја, тој се роди во еврејско семејство и затоа би можеле да кажеме дека спасението доаѓа од евреите. Но спасението не е само за нив, туку за сите народи и племиња на земјата кои сакаат да го добијат. Навистина ми се допаѓа копнежот на авторот на овој псалм, за сите народи да го спознаат Бог, да го прослават и да се радуваат. Ми се чини дека на моменти црквата го заборава својот повик, а тоа е да го пренесе евангелието на сите луѓе. Како да ни недостасува оваа желба за оние кои не го знаат Бог да го спознаат и да го искусат. А самиот Господ Исус им кажа на апостолите, а тоа се однесува и на нас денес, да одиме по целиот свет и да правиме негови ученици. Колку црквата посериозно ја сваќа оваа задача, толку повеќе луѓе ќе го прославуваат Божјото име. Стих 5. Народите нека те прославуваат. Боже, сите народи нека те слават. Која е Божјата цел за црквата? Да градиме нови црковни згради и храмови? Не би рекол. Божјата главна цел за црквата е проповедањето на Евангелието. Другите активности кои црквата може да ги прави не значи дека се лоши, но мислам дека христијаните имаат сериозен проблем кога се зафатени со многу други активности, а го запоставуваат проповедањето на Евангелието, кое е важно за спасението на луѓето. Ке продолжиме со читање, стихови 6 и 7. Земјата го даде својот плод. Бог, нашиот Бог, не благослови. Да не благослови Бог и сите земни краишта нека го почитуваат. Навистина ми се допаѓа тоа што авторот на овој псалм не зборува само за тоа како народите треба да го слават Господовото име и да се радуваат во него, туку во 7 стих вели дека сите земни краишта треба да го почитуваат Господ. Знаете, поентата на проповедањето на Евангелието не е само да дојдеме до состојба во која луѓето ќе исповедаат вера во Господ Исус Христос. Тоа е во ред, но таа исповед на верата мора да биде проследена со соодветни дела. Односно, не е целта само да имаме што повеќе луѓе кои се нарекуваат христијани,
туку луѓе кои го почитуваат Господ, кои ја покажуваат верата на дело. Каква е вредноста на верата која е исповедана, а не е практикувана и применета во контекстот на секојдневието? Каква е ползата од тоа луѓето со уста да го прославуваат Господовото име, а со своите дела да не му покажуваат почит на Господ? Повторно ќе ги прочитам стиховите 5 и 7. Народите нека те прославуваат, Боже, сите народи нека те слават, да не благослови Бог и сите земни краишта нека го почитуваат. Врз основа на овие стихови, а и врз основа на се останато што е запишано во писмото, многу лесно можеме да заклучиме дека Божјата волја не беше само евреите да го слават и почитуваат, туку сите народи да го спознаат и да веруваат во Него. Тоа е главната цел на она што денес во христијанството се нарекува мисиска работа. Искрено ќе ви кажам дека тоа е и главната цел на оваа аудиопрограма. Причината поради која ги снимаме овие епизоди не е само да пренесуваме некакви морални поуки, но да ги охрабриме слушателите да го прослават и почитуваат Бог. Тоа треба да биде целта и на секоја христијанска служба. Проповедањето на Евангелието не е цел, туку само средство преку кое се постигнува целта. Ако во црквата има некакви служби и активности, чија цел не е прославувањето и почитувањето на Бог, без каков било сомнеш, ќе ви кажам дека тие служби и активности се бескорисни од перспектива на вечноста. Еден познат катехизам, односно тоа е пишана веронаука во форма на прашања и одговори, го поставува прашањето: која е главната цел на човекот? И потоа го дава одговорот кој гласи: главната цел на човекот е да го прослави Бог и вечно да ужива во Него. Зошто постоите на оваа земја? За да јадете, пиете, се забавувате и правите што сакате? Зарем тоа е главната цел на човекот? Не, туку човекот постои за да го прослави Бог, а Него може да го прославиме кога ја прифаќаме и живееме христијанската вера во нашето секојдневие, кога му служиме на Бог преку тоа што го споделуваме Евангелието со оние кои не веруваат во Него и така натаму. Бога го прославуваме и кога им помагаме на другите да поверуваат во Него и да станат дел од Неговото семејство. Сега доаѓаме до Псалм 68. Ако пораката на претходниот псалм беше еден вид рефлексија на текстот од Броеви, глава 6, пораката на овој псалм е еден вид на рефлексија на Броеви, глава 10, стих 35, каде читаме: кога ковчегот се креваше за пат, Мојсей велеше: стани Господи, и ќе ги снема твоите непријатели, и ќе избегаат од твоето лице оние што те мразат. Ке почнеме со читање на Псалмот 68, стих 1. Нека се крене Бог и да се распрснат непријателите Негови, нека се разбегаат пред лицето Негово оние што го мразат. Кога израелците се најдоа во пустината и беа подготвени да го почнат процесот на населување на ветената земја, Мојсей го повика Господ да се справи со неговите непријатели, за да избегаат од неговото лице оние кои го мразат. Стихот кој го прочитавме е речиси ист по содржина како и таа Мојсеева молитва. Станува збор за победнички псалм, во кој се прославува Господовата победа над неговите непријатели. Ќе продолжиме со читање, стих 4. Пејте му на Бога, пејте му на неговото име, направете му пат на оној кој се движи по небото, името му е Господ и радувајте се пред него. Ова е повик за секој искрен верник да му пее на Господовото име и да се радува во неговото присуство. Еден ден неговото име ќе го слават луѓе од сите народи и јазици. За жал, денес е поголем бројот на луѓето кои го хулат Господовото име, отколку оние кои го слават. Стих 18. Додека вие почивавте меѓу стадата, крилјата на гулабицата заблескаа во сребро, а нејзините пердуви со злато. Овој стих не враќа назад во книгата Битие.
каде читаме дека Рувим не сакаше да се вклучи во битка затоа што се криеше меѓу стадата. Ке продолжиме со читање. Следниот 18-тиот стих е цитиран и во посланието до Ефесјаните. Ти се возвиси високо, плен и плен, прими дарови од луѓето, дури и од противниците на Божјото пребивалиште таму. Значењето на овој стих го објаснив во нашето проучување на посланието до Ефесјаните. Но, кога Господ Исус се вознесе на небото, јас лично верувам дека тој стори две нешта, и тие се однесуваат на верните од минатото и оние кои беа живи кога тој се вознесе. Од една страна ги благослови сите светии кои живееле пред него, но од друга страна тој ги благослови верниците кои се живи на земјата со дарови. Во христијанската теологија тие дарови се наречени духовни дарови. И новозаветното учење ни вели дека секој верник има некаков дар со кој може и треба да служи во контекстот на црковната заедница. Ќе продолжиме со читање на псалмот. Во стиховите 21 и 22 се објавува Господовата победа. Но Бог ќе им ги скрши главите на непријателите своји и влакнестото теме на оние што остануваат во своите гребови. Господ рече, од Башан ќе ги вратам, ќе ги извлечам од морските длабочини. Ова е навистина неверојатен псалм, кој е полн советувања и во кој ни се дадени слики за иднината. Патем, во овие последни стихови читаме за Господовото избавување на израелскиот народ. Тоа е ветување кое Господ многу пати го исполнил низ историјата. Јас на вистина се надевам дека израелците ќе го препознаат и избавувањето кое Бог им го даде преку неговиот син Исус Христос. Со тоа ќе го завршиме денешното проучување, за кое го молам Бог да ви биде од полза за вашето духовно здравие. Следниот пат ќе продолжиме таму каде што застанавме денес. Дотогаш Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.